Народе, простете што делувам свежо како марула у декември, али до 2 сат бев во Кремљ, бев повикан идно уште вчера по ручек на некакви разговори со мојот претпоставен Владимир Владимирович Путин, од кого што редовно примам парична надокнада во рубли, строго во рубли. Тоа е тоа, евро, долар, тоа за онадење. И после голема нужда. Значи, строго рубли. Имав многу сериозен брифинг да го вратам разговорот во некои сериозни тонови. Присуствуваше и господинот Лавров. Лавров. Разговаравме многу сериозно. Јас како еден од најеклатантните шпиони руски на овие простори, должен сум да ви пренесам одредени работи, кои што како јавност за жал не ги знаете, затоа што овде постои информативен мрак, наметнат од колективниот Запад. Едноставно не знаете каде плови овој брод. Значи, не дека јас сум семоќен, јас сум многу паметен, туку од вистински извор ме информираат за одредени работи. Кремљ, бе, бачушка, Кремљ! Кремљ! Небитно. Се надевам дека нема многу често во ова видео обраќање да ги спомнувам овој тачи ти околу него, така нарекуваш, ти околу него пушачите на пури со пусвал фризури. Обраќањето ми се однесува на нешто сосема поинаку. Сите знаете дека секаде во светот, поготово во Европа и во светот, суперсилите се пред избори. Избори кои што ќе одлучат иднината веројатно на овој свет, како ќе се преструктура, како ќе се приредат коцките, затоа што више сменет. Не е овој истиот светот пред 3, 4, 5 години, уште помалку не светот пред 10, 15, 20 години, кога суверен беа Соединетите Американски држави, кои што одредуваа судбини на народи, судбини на држави, и се уште се во моќта го прават тоа, но не за долго. Зошто? Затоа што мора да знаете некои работи и во очи, така да кажем, или во зората на изборите кои што се пред нас, овие нашите. Путин секако ќе добие војната во Украина. Тоа е веќе повеќе од јасно, тоа му е јасно и на колективниот Запад, јасно име на Соединетите Американски држави. Се наоѓа само начин таа да се одолговлечи што подолго од нивна страна, затоа што знаат дека оној момент кога ќе го признаат поразот и кога ќе ги натераат украинците да седнат на масата, тоа ќе значи пораз на НАТО, пораз на Соединетите Американски држави, затоа што НАТО се Соединетите Американски држави. Тоа треба сите да го знаеме, нели, од општа култура, што се вика онака. Истиот момент кога ќе го признаат поразот, што е неминовен, ќе падне на колена цела на супериорност политика на Соединетите Американски држави. Автоматски паѓа на колена, таа е веќе падната, но тогаш ќе падне и од скутот на
Соединетите Американски држави и Европската унија. Доколку пак во Америка дојдат републиканците на власт, нема да ли цитирам со имиња, дали ќе биде кандидиран нашиот од Ресенско, што има дедо, како се викаше, овој Трампе. Добро де Трамп, дедо му е од Ресенско, Трампе. Така да и тој е македонец, рачунајте ако, значи не ли цитирам со имиња, може да биде тој кандидат, може да не биде, а нема да биде затоа што и на него му наместија многу обвиненија, како тоа ќе делува на изборниот процес, ќе видиме. Но ако дојдат републиканците на власт, особено ако се врати Трамп, што според мене не можам да поверувам во тоа, затоа што во американската историја никогаш до сега еден председател што го загубил еднаш мандатот не се вратил повторно на функцијата председател на Соединетите Американски држави, но како викаат никогаш не вели никогаш. Сега доколку се врати, да кажем хипотетички, Трамп, сметете во истиот момент дека базата Бонстил на Косово, најголемата база во Европа воена американска, ќе биде испразнета целосно, што значи сметајте на тоа дека истиот момент и самиот НАТО сојуз ќе ослабе драстично, затоа што уште порано беше познато Трамп, кога беше председател, дека им бареше на сите, ако сакате да ратувате, да војувате заедно со Соединетите Американски држави во НАТО, има да си плаќате. Нема како до сега Соединетите Американски држави од свој џеб да ја одржуваат вашата безбедност, затоа што благодарение на тоа самите се сензибилизиравте да не знаете да си ги браните државите, да бидете премногу осетливи на вашето тело, повредата на вашето тело, вашите права, почнавте да се занимавате со социјални прашања, кој што беше случајот со Германија, социјални помоши, затоа што не мора ништо да плаќаат за вооружување. Плаќаа американците. Овие кога ја ги глумеа некој со учествуваа во НАТО со одредени човечки ресурси, некои други ресурси, не е битно. Сега се издвојува, ние знаме некои 2% издвојуваме, не знаеме ни самите зашто, но генерално ќе се сменат многу работи ако републиканците дојдат на власт. Значи, одредени народи на Балканот, кои што до сега ја имаа привилегијата да бидат заштитени дечиња, на САД, малце ќе го изгубат тој статус, таа привилегија, малце ќе им бидат скратени крилцата, да се закануваат на останатите народи на Балканот, нели со својата доминација, со своето ширење на нивната кауза и така натаму. Од друга страна, ние треба да сватиме дека проектот Голема Албанија е историски процес кој што се одвива со децении. И тоа е факт. И нема никој да ги предомисли албанците, никој да се откажат од тој процес, особено во период кога им оди одлично, им оди супер. Веќе 20 години им оди супер тој проект. Што значи, македонците треба да најдат начин како да застанат на патот на тој процес или барем да се заштитат, затоа што тешко дека ќе го сопрат било кој, не само македонците, но мора да се заштитат затоа што тој процес оди на штета на повеќе народи на Балканот, тој процес наречен создавање на Голема Албанија. Значи, нема да бидат на удар само македонците, туку се тука на удар и многу други народи, што значи и дестабилизација на целиот регион. Во таа смисла, пред овие избори, ние пилиња, недоквакани,
Мора да ги разбереме овие работи. Мора да разбереме дека во Русија ќе победи Путин на изборите. Дека Путин успешно ќе ја заврши војната во Украина. Дека ако дојдат републиканците на власт, а со самото тоа што Америка ќе загуби војната во Украина, што е известно. Со оној геноцид што го имаат на товар на својот грб американците и во Газа што се случува. Во окупираниот појас, светот ќе се смени. Одредени земји на Балкан, кај одредени држави, одредени народи на Балканот, ќе попушти притисокот на американските канџи околу нивниот врат. Ќе можат, ќе олабави стисокот на челусте на Европската Унија со незините политички агенди, со незините европски вредности. Ќе попушти и тој притисок, затоа што ќе имаат доволно проблеми дома, самите држави кои што се членки на Европската Унија. Гледате штрајкови на земјоделците, од Португалија до Финска, од Полска до вамо до, кажи го, до Белгија. Значи, тоа не е случајно. Гледате какви проблеми имаат со мигрантите. Каква нестабилност донесе таа неконтролирана преселба на одредени народи од воени жаришта кои што дојда на европско тло без никаква намера да се прилагодат на јудео-христијанската, ако можам така да кажам, традиција и светогледи на домашното доместицилно европско претежно бело население. Гледате што се случува. Во еден таков галиматијас безбедноста драстично ќе биде нарушена. Европската Унија ќе почне да се занимава со своите лични домашни проблеми. Секаде јакне десницата. Погледнете во Германија, погледнете во Данска, во овие земји горе Скандинавија, погледнете што се случува во Франција. Екстремната десница зајакнува. Тоа е све резултат на сите овие погрешни политики со децении што ги водеше Европската Унија под диригентската палка на Соединетите Американски држави. И мечката им заигра пред врата. И ние сега треба да ги имаме сите овие работи во предвид, за да можеме во ова време невреме да се одбраниме како народ и да си ја зачуваме државата. Во тој поглед, пак ќе кажам, многу е идиотски. Во оваа ситуација, кога едни квислинзи 6 години ја демонтираа ги минираа македонските темели на Асномска Македонија. Го посипуваа македонскиот идентитет со пепел и со гомна, за да можат да дојдат на власт, за да можат да останат на власт, за да можат пак сега да ја добијат власта и да останат на власт уште 4 години барем. Значи во ова време не време, кога овие квислинзи си играат дрндупка со македонскиот народ, не понижија до крајни граници. Немојте да изигрувате еу кловнови и дворски будали, да се карате меѓу себе и да се плукате, кој што ги гледам овие сега се многу нафурани од левица, влезени се у некој филм на црвени кмери, тоа плюкаат, прават, потоа нивни некои портали или се шо знам колку гласови нивната кандидатка веќе овие подписи зела за председателски кандидат, па другите предавници мршу пичку материну, па курви предавнички на сите овие други, претежно на
овие навредиви им се насочени на кандидатката на ВМРО, професорката Гордана Силјановска и на ВМРО ДПМН. Зошто бе? Зошто бе? Абе, малце, ја стварно не ви ги знам тие внатрешни игри што ги правите, но ви ја предочив каква е ситуацијата во светот и што се случува сега во светот. Немојте да размислувате со тунелски визии. Ако ВМРО ДПМН е најголемата опозицијска партија во Македонија, и ако вие, која што има некаква визија, нешто да смени, нешто да поправи од ова што до сега се случуваше. Не навлегувам на утоа вашите овие предпоставки, фами, сите се исти, тие се едни, работат едни за други. Не бе, луѓе. Моето мислење е дека секој кој што во овој момент работи против главната опозицијска партија, најголемото Македонија, работи за квислинзите кои што до вчера беа на власт. Работи за за глобалната елита, или како што Чомски ја нарече неделегирана елита или неизбрана елита. Елита која што си ја избрале елитите, а не народот, затоа го донесоа Западот, западниот свет во ваква огромна политичка, демографска и културна и не знам било каква криза. Играте за нив. Не само сега, не зборам само за левица, за било кој друг, сите што ќе играат на изборите против тоа да добие најголемата, предпоставувам, опозицијска партија, сум сигурен дека ВМРО ќе земе најголем број пратеници. Не лицитирам со бројки, не сакам да лицитирам со бројки, но катастрофално ќе ги поразат тачевистиве. Тачевистиве, ако земат 15 пратеника, нека бидат среќни. Со, како се вика, со тамо сега што имаат 7% по анкетиве симпатии од јавност. 15 ако земат, нека бидат среќни. Што значи ќе играат и на карта со ДУИ, со цел оној албански фактор, за кој што си го турка историскиот процес наречен Голема Албанија, затоа што тоа го прави под закрила на една суперсила која што нема да биде уште долго суперсила. И знаеме дека само заради тоа успева да го направи. И заради тоа што тие неизбрани елити, неделегирани елити, американски и европски, знаат на многу таен, понтонски, подземен начин да ги контролираат сите влади на овој пославен Балкански полуостров веќе 30 години. Значи, јас не сум политичар, не сум историчар, но само вклучувам малку разум и логика. Значи, приоритетно е да се тргнат квислинзиве за секогаш од власт и да им се одземе секоја шанса на овие глобалисти, било кога повторно да дојдат на власт, да не ни помисла дека некогаш македонец нив ќе ги гласа у наредни 50 години, а историјата за 50 години нив ќе ги стави точно на оно место кое што им припаѓа, со многу точни епитети ќе ги нарече. Дали ме разбирате? Затоа крајно време е да престанете да се однесувате како рогови во вреќа, кога имате поголема, нешто што е поголемо од сите вас, особено за овие ново настанати партии, зборам неколку години што постојат, што се однесуваат како да од нив почнала светската и глобалната политика. И дека никој претходно не се занимава со политика. И дека филмови у глава прајање дека они кои ќе дојат на власт, па тоа све драстично ќе го сменат, па тоа ќе све... Ма курац!
Курац, дај више преку глава ми е да слушам. Ке смеат ова, они имаат сила. Курац имаат сила. Курац, било која партија, не па овие се ова што спомнав предходно, што почнаа да се однесуваат одредени некои нивни, не се сите, не зборам сите, но некои нивни членови по некои портали код црвени некмери на Пол Пот. Не бе, ништо нема да направите. Одма ќе ве стават на скут. Единствениот начин нешто да се смени драстично во овој свет, што наскоро ќе се смени драстично, е да застанете сите заедно во опозиција. Македонците. И да поминете ко ураган на изборите и да донесете македонска власт. Вас да ви доаѓаат на врата после тоа и албанци, ова да ве молат, па вие да размислите со кого би прифатили и под какви услови. А не пак под услови на апартхейд, каде што малцинството ќе го тероризира мнозинството или државотворниот народ ќе биде тероризиран од малцинство у наредни уште 10 години, како што ќе се случи ако овие квиснизи на таче останат на власти. Не само тоа, ќе се случат и многу други работи. Ќе ги истуркаат сите можни планови, агенди што им ги нуди таа Европска Унија за реализирање. Од родови идеологии, тамо трансджендер, масджендер, сите можни патологии ќе мора да ги спроведат. Ако видите некој доле на улица како си го шета интимниот пријател на Синџирче како пудлица, и ако почнете да им се смеете, кидете у затвор. Поради говор на омраза, нетолеранција, не знам тоа како ќе го нареча. Да не зборам што ќе се случи во училиштата, кој ќе ги засилат на 100 на саат, чете ми звони некој, кој ќе ги засилат на 100 на саат сите оние, нели, сексуални агенди за да ги збунат ова нашиве деца и да ги претворат во разни первертити со тек на време, затоа што преку таа опасна пропаганда што ја шират, која што е платена со многу пари. Тоа имам да ви кажам. Не се занесувајте дека една партија, особено помала било која, има шанси да ја земе власта у Македонија. Не, доколку не влезе во коалиција со најголемата опозиционерска партија. Сето друго играње ќе значи, секој друг начин игра ќе значи дека играат за овие кои што беа изминативе 6-7 години на власт, со дуи и со сите оние кои што ги поддржуваат во реализација на нивните агенди. Запамтете ги зборовите на Путин што му ги кажа во интервјуто со овој Такер Карлсон, американскиот новинар, кој го праша: "Вие сте ортодоксен христијанин?" "Да", му вика Путин, "сум." "Зошто тогаш влеговте во таква војна во Украина, каде што има веќе скоро 1 милион мртви на двете страни?" Знаете што му одговори? Оно што американците никогаш за Путин не го научија, мислеа дека само пари го интересираат. У животот парите, милиардите од гасот. Знаете што му одговори на тоа? "Мојата земја беше под закана да биде уништена, доколку дозволев американците да стационираат нуклеарни воени бази во Украина, на границата со Русија, подолжно целата граница со Русија." Нема тука вртење на образ, проповедање христијанство. Ја заборавија неговата патриотска нотка, дека е воспитуван да биде патриот, дека е воспитуван или обучуван да води империја, не државиче, овој банана државиче од 2 милиони жители, у кој што малцинство прави што сака, му прави на мнозинството. Не бе, он води империја. Логиките на империите се некогаш брутални, ние малите народи не може да ги разбереме. Но треба да се потрудиме. Зашто се брутални во одредени
ситуации или например кога сега цел овој колективен запад со овие нашиве порталчиња, вистиномери, не знам, цивили која плачеа за Навални, дека таму. Абе, нема милост тамо, бе. Нема милост. Тој замислете ако простува на секој предавник кој што ќе се појави у не знам колку милиони, стотици милиони народ се. 300 и кусур, колку милиони народ се. 150, 200, стварно не знам колку е ова. Замислете на секоја шуша предавничка Путин да се однесе стилот, аре добра, ај нема више сега, ево. Да не ми викнат овие од невладиниве, од овие цивили, мивили, вистиномери, дека јас сум недемократ. Абе, нема милост. Сватете го тоа сега и на избориве. Не треба да имате милост. Треба да бидат прегазени со 300-0. Да не им текне веќе да се појават на избори. А не уште ај сега сме нашле, овие се исти ко овие, па ние нема да биме со овие, па овие ВМРО ониве вака, па ние ќе тераме со наши кандидати за председател, со наши глупости, бе. Глупости. До кога? Удрете ги тоа црпките малце од зид, од маса, од кај сакате. Бидете едно, светов се менува. Во тој сменет свет треба да точно да си одредиме катче, во кое катче ќе си ја повратиме безбедноста, ќе си ја повратиме сигурноста на народот, на македонскиот народ, на државата. Ќе ја вратиме во македонски посед, ќе ги поништиме оние договори со Грција и Бугарија, кои што не ставија во подредена положба пред очите на светот. Тоа треба да се направи. А не да се цепкате меѓу себе и да работите за туѓи интереси, кои што не се македонски. Мислам дека доста јадев горави. Оние што требаше да сватат, се надевам ќе сватат. Мада на одредени луѓе не можеш со инка да им ставиш некој работи во глава. Но тоа е тоа. Фала што ме слушавте.